Врз основа на кој член од деловникот, сега во 14 часот ќе почне јавна расправа околу иницијатива за измена на изборниот закон. Значи не сум на измените на изборниот закон кои што се во собраниска процедура, туку на иницијатива за промена на изборниот законник, изборниот модел. За организацијата на седниците, на расправите, без разлика дали се тоа јавни дискусии или општи дебати, какви и да се, најдобро одговор да побарате од председателот на собранието, господинот Талат Џафери, кој што всушност е и одговорен за реализацијата на таквите настани. Нема да навлегуваме во техникалиите од тоа како е терминолошки поставено и дали има потреба. Факт е, сите сме свесни дека граѓаните бараат и сакаат дебата околу прашањето за изборниот законник, особено кога станува збор за промената на изборниот модел. Нашиот принципиелен став е дека и програмска определба дека поддржуваме промена на изборниот модел со една изборна единица и отворени листи, кои што всушност нешто се вметнати во предлог законското решение. Оставаме на таа дебата да видиме кои ќе бидат дискусиите, како ќе се одвива дебатата. Знаеме дека согласно деловникот кога станува збор за закон предложен во скратена постапка, не изискува јавна дискусија. Од таа причина и терминолошки веројатно предлагачите така ја поставиле како општа дебата. Без разлика дали од тоа ќе произлезат облигаторни дејствија, требаме ние како пратеници да ги земеме во предвид сите дискусии. Исто принципиално се залагавте дека не е потребна измена на изборниот модел без постигнување на консензус. На оваа дебата нема да учествуваат во ДПМН, други БЕСА веќе најавија. Останувате само вие со помалите партии. Истото и во однос на измените. Ние остануваме на ставот дека за таквите прашања треба да има консензус. Но остануваме на ставот дека и се согласуваме сите политички партии дека треба поопширно да се дискутира и да се дебатира во однос на изборниот модел. Од таа причина оставаме можност и даваме шанса на дебатата, ќе повторам без разлика дали тоа ќе произведе облигаторни дејствија. Зошто во овој момент кога се знае практично јасно е дека логичен заклучок произлегува дека овој собраниски состав нема да гласа за овие промени, за овие избори. Зошто изборниот да правите јавна дебата исто така во ситуација кога во собранието има преку 200 закони, има седници кои што има стотина точки, пратениците треба да бидат на тие. Значи сакам да кажам, има многу набиена агенда, реално не може да има гласање, нема да има гласање за изборен модел, зошто сега се прави таа расправа дополнително? Јас како пратеник во ова собрание не можам да наметнам на другите колеги пратеници дали да свикуваат општа дебата или да не свикуваат. Но како пратеник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, силно ќе стојам на ставот дека во име на демократијата и на демократизацијата на изборниот модел треба до крај да стоиме на нашите ставови дека потребна е промена на изборниот модел. Дека ако се залагаме за една изборна единица, ако се залагаме за отворени листи, ако се залагаме за рамноправност меѓу мажите и жените, принципиелно е до крај да стоиме на нашиот став. И во ниеден случај не смееме ние како политичка партија, сега зборувам, да се откажеме од таа намера. Тоа ќе го ценат граѓаните со сигурност. Костадинов, дали може еден на краток коментар односно ставот на СДСМ околу вчерашниот став на владата дека нема, дека ќе бидат ништове на се што е донесено со законот за лустрација? Прашањето ви е? Ставот на партијата, како... Ние како партија апсолутно го поддржуваме ставот на владата во однос на лустрацијата. Јасно ни е на сите дека е направена огромна неправда спрема граѓаните со самата лустрација. За жал, еве и сега, после 2,5 години од кога ВМРО не се на власт, се уште како држава ги плаќаме штетите не само по основ на лустрацијата, туку по основ на правосудството, по основ на здравството, по основ на економијата, на финансиската стабилност, која што за среќа во овие 2,5 години ја опоравуваме со судни маки. На крајот на краиштата, еве, само од финансиски аспект ќе ви зборувам. И стално го коментирам тоа и на комисиите, и во дебатите кога настапувам.
980 милиони евра заради задолжување по основ на барокни фасади, жални врби, заради огради на мостови од 700.000 евра, 980 милиони евра граѓаните. Не Никола Груевски, не Христијан Мицковски, не пратениците на ВМРО-ДПМН. Сите ние како граѓани треба да ги вратиме заради расипничкото работење од страна на криминалната ВМРО-ДПМН. Но тоа нема бегање. Фактурите си стојат и се испорачуваат без разлика што и тогашните пратеници од тогашната опозиција многу често апелирале дека ќе дојдеме до таков момент. Знаеме, ние се задолжувале со каматна стапка од 10%, дали може да замислите. Тоа е лихварска каматна стапка кога се задолжува државата. И во тој дел имаме напредок. Да, земеме долгови, се задолжуваме, но каматната стапка е 2,7%. Само со домакинско работење можеме да тргнеме државата на прав пат. И во однос на лустрацијата, не случајно во рамките на собранието, постојаната анкетна комисија за човековите права изгласа и таква резолуција со која што се осудуваат масовните повреди на човековите права и на граѓаните. Но штетата нанесена во тоа време многу тешко и многу болно ќе се опорави. За жал, тоа се остатоци, тоа е испорачена фактура и во однос на лустрацијата, и во однос на повредата на човековите права, која што државата сега, после 2,5 години од која ВМРО-ДПМН не се на власт, се уште ги плаќа. А што е со штетата на оние кои што биле жртви на претходниот режим? Зборам не за овој лично последно, за тој од 45-та до 90-та година. Сега од собрание да зборам за режимот од 45-та, мислам, стварно... Се уште има живи луѓе од тоа, кои што политички затворени. Што сакате да... Живата деми. Што сакате да... Што со тие жртви? Лустрацијата ја поништивте или го Резолуцијата не е само по основ на лустрацијата. Оваа резолуција која што е изгласана и донесена, која што треба да се изгласа на пленарната седница, станува збор за осуда на масовните повреди на човековите права. Без разлика тоа дали е од некој претходен режим од 45-та или дали е од последниот режим во државата од 2006 година. Ајде се да видиме изборите закон. Имаме прашање за Значи, во почетокот на вашиот мандат, и како власт, и како граѓани и така натаму, донесовте низа закони кои што беа многу битни за државата. Сега, ако се враќаме во општинизм, вярно дека овој според вас, како власт, биде еден од најважните закони, исто толку за граѓаните, за демокрацијата, толку и за европската перспектива. Зошто тогаш да се помина во тој план на овој закон, туку сега, кога сите знаеме, значи да сме били, сите знаеме, и вие, и јас, дека нема шанси да Видете вака, дебатата во однос на промената на изборниот модел е постојано актуализирана помеѓу граѓаните. На крајот на денот, последно работните групи, си има агенда како се поднесуваат законите во собранието, за тоа се има посебен договор помеѓу пратениците овде и заради тоа се става фокус на најважните аспекти во однос на легислативата и од таа причина се поднесуваат така како што се поднесуваат. Не можам да се согласам со тврдењето дека тоа е задоцнето од причина што самата дебата е отворена од септември месец оваа година. Значи сме оставиле простор, но ние не можеме да предвидиме дека ќе се случат предвремени парламентарни избори. Знаеме сите дека сме 2,5 години од нашето владење и превземањето на власта, така да имаше убави моменти за 4 годишен мандат и имаше убава динамика на поднесување на законите кои што се важни, од суштинска важност и за граѓаните, и за демократизацијата на изборниот процес, но се случи тоа што се случи. Принципиелно не можеме ние да кажеме немаме пратеници, се до моментот дури не се стави на гласање во собранието. Од таа причина повикуваме и од Демократската унија за интеграција, повикуваме и од ВМРО-ДПМН да ги повлечат амандманите и да имаме во рамки на комисијата суштинска расправа по однос на изборниот законник. Но не може од друга страна пак да кажеме дека е неделовнички поднесувањето на амандмани.
Филибастерингот постои секаде во светот. Ние принципиелно мора да се бориме до крај. Мораме да повикуваме и мора да разговараме кога станува збор изборниот модел, кој што знаеме колку е важен за државата, за граѓаните, за изборниот процес генерално. Дали постои можност за одлагање на изборите, ще придат некои пари, тоа го спомена, да се спасат овие закони, всушност и закони? Стоиме на ставот. И самата лидерска средба кај председателот беа јасни сите политички партии кои што учествуваа на лидерската средба, дека приоритет на секоја политичка партија, без разлика власт-опозиција, ќе биде подобрувањето на животот на граѓаните. Кога имаме ситуација кога најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН на секој можен начин се обидува да го блокира покачувањето на платите, на секој можен начин имавме прилика Владко Ѓорчев, кој што ја има честа да ја води Комисијата за труд и социјална политика, се обидува да го кочи зголемувањето на пензиите, се обидува да кочи системски закони во државата важни за граѓаните. Тогаш зашто правиме муавет? Нека се охрабрат, нека се издигнат над оние дневно политички нивни интереси, за кои што си ги дебатираат во Белиот дворец, изграден со народни пари. Да ги поддржиме граѓаните пред се како политичари одговорни овде во собранието и да одиме на мегдан. Никој не бега од избори. Од таа причина, на самата лидерска средба, Зоран Заев инсистираше на брзи избори во декември, избори од кои ВМРО-ДПМН ја избега. Да сега овде обвинуваат дека буџетот бил популистички, дека зголемувањето на пензиите било популистички, дека зголемувањето на платите било популистички. Не е популистички ништо, заради тоа што ние, како одговорна власт, во рамки на влада, во рамки на парламентот, мораме да работиме и мора да носиме политики добри за граѓаните. Дали можеме без буџет да функционираме, вие кажете ми. Ама откако избегаа од избори, сега ова бил популистички буџет. Па нека прифатеа. Зошто не прифатеа избори во декември? Избегаа затоа што знаат. Знаеа и тогаш, а знаат и сега. ВМРО-ДПМН е апсолутен губитник на наредните предвремени парламентарни избори. Тоа му е јасно и на Христијан Мицкоски, тоа му е јасно на сите во Белата палата. Тоа се причините заради секојдневните обвинувања, тоа се причините заради секојдневните лаги, тоа се причините за тоа што поттикнуваат национализам, кој што не ни треба во моментот, а се однесува и на нашите сограѓани албанци, затоа од друга страна ја гледаме поддршката која што имаат како партија од албанскиот блок на гласачи, заради тоа кога одат, што споменав и во мојата изјава, пристрански посети, со Бојко Борисов, јавно видовме како го поддржи договорот со Бугарија. Да само после 2 дена се враќа овде во нашата држава и ги лаже, ги манипулира граѓаните, дека договорот ќе го укине. Со Преспанскиот договор најавува дека ако дојде на власт, ќе го укине Преспанскиот договор, манипулира со граѓаните, не му смета во Европската народна партија кога му стои на беџот Република Северна Македонија, кога разговара со Бојко Борисов за договорот со Бугарија, е под чадорот на Република Северна Македонија, воспротивно ќе ги отфрлат како партија од таму, нема да постојат таму. Сето тоа лицемерие, не само што оди на штета на ВМРО-ДПМН, ги подкопува стратешките интереси на државата. Од таа причина повикувам да престанат да манипулираат со граѓаните или нека излезат со конечен и конкретен став. Или го поддржуваат нашето уставно име Република Северна Македонија, или ќе бидат лицемерите и уште од сега нека го признаат изборниот пораз кој што им следува. Нема друго решение за ВМРО-ДПМН.